Можеме ли да почнеме? Мислам да почекам уште 2-3 минути. Не, ха? Добро. Еве се вклучуваат. Може да почнеме, а сега кој ќе се Мислам вклучи? дека можеме, да. Да, јас ќе пробувам да ги вклучувам, во исто време ќе бидам и модератор на настанов и зборувам, еве се вклучуваат цело време, али добро ајде. Од 130 пријавени до сега има 50 вклучени, така да Маре, здраво Маре. Како си? Добро, еве од работна атмосфера. Да, Се вклучам. Па добро, нема да трае долго ова, така да ќе го ослободиме. Искате да нешто ново да се чуе? Ајде, да, се надевам дека ќе биде интересно. Може да почнеме, Кате? Може, да. Добро вечер на сите, ви благодарам што во толкав број успеавте да се вклучите на нашата прва онлайн средба. Најпрвин да се представам, јас сум Катерина Хаџиска-Ническа и заедно со професорката Јасмина Трошанска веќе во последниве 2 години работиме на еден проект што се вика Health, подобрување на пристапот до здравствени услуги за лица со аутизам. И во рамки на истиот проект развивме една многу убава e-обука наменета за здравствени работници, за студенти по медицина, по фармација, стоматологија, психологија, родители и старатели на деца со лица со аутизам, специјални едукатори, како и образовни асистенти. Значи, како што ви информиравме во мејлот што го добивте, значи оваа прва средба ќе ја искористиме за да го представиме нашето здружение, проектот да го представиме, потоа накратко за обуката што ја развивме во рамки на истиот проект и да ве запознаеме со начинот на работа во следните 5 недели. Сега 5 недели може би ви звучи многу долго, но тие 5 недели ви се дадени и се ставени на располагање за да можете, значи за да се организирате и да ги поминете материјалите на обуката, да ја завршите целокупната обука во време кое вам ви одговара. Значи 5 недели не значи дека секојдневно треба да седите, вие можете да седнете и тоа во еден здив да го завршите или на неколку пати како што ви одговара. Да не должам многу, микрофонот ќе го предадам на професорката Јасмина Трошанска, која ќе не воведе во темите што ги спомнав погоре и ви благодарам уште еднаш што се вклучивте денес. Ја благодарам, Кате, добро вечер на сите. Еве вака после цел напорен работен ден. Се надевам дека ќе имате трпение, ќе трае околу 1 час сето ова. Моето име е Јасмина Трошанска, работам како моментално сум председател на Здруженијето Сина Светулка, работам исто така како професор на Тетовскиот универзитет на специјална едукација и рехабилитација. Инаку како што кажа Кате, веќе 2 години работиме на овој проект и идејата за него постои многу одамна, но еве конечно се реализираше и ќе погледнете што направивме и се надевам дека ќе бидете сите дел од сето тоа и многу ќе ви користи. Сега ќе го споделам екранот за да ви ја споделам презентацијата. Само момент. Се надевам се гледа, така? Се е во ред. Како што Кате спомена, значи проектот се нарекува Health, подобрување на здравствените услуги за лицата со аутизам. И накратко, за тие што немате доволно информации за нашето здружение Сина Светулка, постои веќе од 2017 година. Работиме веќе подолго време на голем број на проекти, генерално поврзани со аутизмот, со нарушувањето спектарот на аутизам. Инаку нашата цел е да го подобриме квалитетот на живот на децата и лицата со аутизам и на нивните семејства, ама од еден друг начин, преку максимизирање на нивниот потенцијал. Затоа нашата цел е да работиме на третмани, унапредување на третманите на овие деца и лица, а исто така
во последните 2 години вршиме и проценка преку АДОС и АДР, прашалниците за дијагностика. Инаку во изминатиот период, голем дел од вас сигурно знаете, сме учествувале во голем број на едукации, на семејства, на професионалци за различни видови на методи за работа со деца и лица со аутизам. Значи, ние не сме поврзани со медицинскиот третман на децата со аутизам, генерално, туку работиме на бихевиорален третман, но овој проект е исто така насочен кон медицинските работници и кон медицината, меѓутоа од наш аспект, од пристапот, значи како да се промени пристапот кон овие деца и лица со цел да се подобри нивната здравствена заштита. И инаку подолго време исто така работиме на промоција на правата на лицата со аутизам, значи често пати можете да слушнете, учествуваме во различни видови на кампањи, во различни видови на активности и сите информации кои што ќе сакате понатаму да ги погледнете во врска со нашето здружение, можете да го посетите нашиот вебсајт sinasvetuka.mk и таму ќе дознаете повеќе информации. Сега, која е мотивацијата за овој проект, на HELP проектот? Мотивацијата ни тргна од неколку прашања, односно неколку проблеми кои што ги увидовме. Мора да кажеме дека постои се уште несоодветна обука, не само кај нас, тоа е на секаде во Европа генерално забележано, не е така на другите континенти, меѓутоа во Европа генерално постои несоодветна обука на здравствените работници за пристапување кон децата и лицата со аутизам кога им доаѓаат како пациенти. И често пати тоа недоволно познавање на оваа проблематика може да доведе и до погрешни или ненавремени дијагнози и несоодветни планови на лекување. Понатаму, на ниво на Европа може да заклучиме дека во нашите истражувања дека лицата со аутизам почесто користат служби за итна медицинска помош, заради тоа што многу често состојбите, здравствените состојби кои што ги имаат можат да останат непрепознаени се до моментот додека не станат итни случаи. Лицата со аутизам обично умираат во просек 12 години порано од општата популација заради тоа што не добиваат соодветен медицински третман. И со спроведување на соодветни програми за работа со овие лица и деца, за давателите на здравствени услуги, тие можат да станат поефикасни. Дури во Европа постојат и ординации, постојат болници кои што се нарекуваат аутизам френдли, каде што кадарот е обучен да постапува со овие лица. Постојат некои држави, например како што е Шпанија, каде што има посебни соби за третман доколку ви дојде во пациент со аутизам. Сега, кои се целите на проектот? Првата цел, кога го започнавме, беше да се идентификуваат кои се недостатоците во државите кои што соработуваме, нели? Кои се недостатоците во здравствениот систем, односно во пристапот кон овие лица, со цел да им се обезбедат соодветни здравствени услуги. Направивме едно истражување и понатаму нашата цел беше врз основа на тие истражувања кои што ги направивме да добиеме податоци и врз основа на тие податоци да создадеме материјали и обуки кои што се соодветни на државата, на социјалната средина, на потенцијалот кој што го имаме. Бидејќи не можеме ние да создадеме некоја обука или да земеме да ископираме од, например, од САД или од Австралија и така натаму, да адаптираме на нашите услови. Туку ние го направивме тоа поинаку, направивме истражување и врз основа на тоа истражување создадовме материјали и модули за едукација. Голем дел од вас можеби учествуваа во тоа истражување, посебно родителите и здравствените работници. Сега на крајот, откако го направивме тоа истражување, постои извештај кои се недостатоците во образованието на медицинските лица и родителите и кои се потребите за обука. И заклучоците во овој извештај ги донесовме врз основа на проучување на литература, врз основа на тоа што спроведовме 12 фокус групи со 86 учесници, значи 5 фокус групи беа одржани во Шпанија, 2 во Србија, 3 во Македонија и 2 во Кипар. 387 учесници учествуваа во онлайн прашалници и беа евалуирани 150 членови на семејства и 237 здравствени работници. И исто така, при пишувањето на извештајот, го користевме искуството на членовите од проектниот тим. Откако го направивме тој извештај,
напишавме 2 прирачници кои што се достапни онлайн и се на македонски јазик, секако извештајот е достапен на македонски јазик. Едниот прирачник е наменет за здравствените работници, а другиот е наменет за семејствата на лицата со аутизам. Карактеристично е што овие 2 прирачници генерално ги имаат истите содржини, така што доколку докторот, лекарот или медицинската сестра прочита некој дел од прирачникот кој што е наменет за неа, истите тие упатства се наоѓаат и во прирачникот на кај родителот. Значи родителите и здравствените работници треба да бидат на иста линија кога комуницираат во однос на детето, односно во однос на пациентот кој што има аутизам. Треба да имаат исти познавања за да може да комуницираат на еднакво ниво. Исто така, создадовме им контролни листи, кои што можете да ги даунлодирате, исто така тие се довозможни на македонски јазик. И едната чек листа е за здравствените работници, кои што можат да си проверат колку што се им е потребно, нели, кога ќе им дојде пациент со аутизам, а од другата страна имате иста таква чек листа за родителот или за возрастното лице со аутизам да се подготви, што се треба да подготви кога ќе треба да посети медицинска установа. Понатаму креиравме модули за обука, тоа е она за што сме денес тука, да ви ги презентираме модулите за обука. Првиот модул е општ и се однесува на основните познавања и основните карактеристики за аутизмот, вовед во нарушување од спектарот на аутизам. Вториот модул се однесува на предизвици со кои се среќаваат лицата со аутизам во здравствениот систем. Третиот модул е наменет за физичкото здравје. Четвртиот е за менталното здравје, понатаму имаме за оралното здравје, за превентивна здравствена заштита на пациенти со аутизам, понатаму подготовка на лицата со аутизам за здравствени интервенции и на крајот е аутизмот во оддели за итна помош и болници. Значи ова се 8 модули кои што ќе треба вие да ги поминете понатаму во обуката. За некој од вас, например, за специјални едукатори и рехабилитатори, ова првата секако ќе биде позната. Меѓутоа има лица кои што нели ќе им треба дополнителни информации. Понатаму, сите овие модули, кога ќе го отворите едниот модул, кога ќе го почнете да го следите, на почеток на секој модул се наоѓа водич за учење, значи што се ќе треба да што се опфаќа модул, што се ќе треба да поминете и како да го завршите. Понатаму има презентација, значи PowerPoint презентација со теорија. Понатаму следуваат активности, тест за самооценување и дополнителни материјали кои што ќе можете да ги симнете и да ги користите нели во секое време. На крајот на секој модул, всушност пред почетокот на обуката, имате прашалник пред, прашалник по секој модул и прашалник по завршување на обуката. Овие прашалници се важни да се пополнат, бидејќи без нив не може да се помине во следниот стадиум на обуката. Сега можеби ќе ви звучи многу прашања, меѓутоа тоа е дел од овој онлайн курс. И на крајот, откако ќе ја завршите обуката, добивате сертификат кој што ќе можете самите да го даунлодирате од веб страната. Сега дојде време да ви ја покажам платформата на Health обуката. Значи, одите на веб страната health.autism.com. Кога ќе стиснете на овој линк, се надевам дека сега гледате се. Само момент. Само да ги вклучам останатите, мислам дека само момент да ги вклучам овие што не се тука. Имаше некој. И да додадам дека и линкот и снимката од денешната средба ќе ви биде испратена на мејл, така да не морате сега ништо да запишувате. Се ќе ви биде достапно на имејл за директно да се вклучите и да се регистрирате. Да, значи ова е веб страната, ја подесувате на македонски јазик и понатаму го барате курсот. Кога ќе стиснете на копчето за курс, овде се курсевите кои што се на различни јазици, гледате на шпански, на српски, на англиски, на грчки. Овде е курсот на македонски јазик. Кога го стиснете линкот,
и се што треба е да направите да се регистрирате. Значи ќе притиснете на копчето регистрирај и процедурата на регистрација, сега сум регистрирана овде, ама процедурата на регистрација е исто како и каде било да се регистрирате. Ќе ви побаре име, презиме, юзернейм, користичко име, лозинка, држава од која што се вклучувате. Откако ќе се регистрирате, значи ќе ви се отвори вашиот профил. Вака ќе изгледа вашиот профил. Моите курсеви, например, ќе стиснете овде и тука се наоѓа мојот курс, кој што веќе сум го започнал. Вака изгледа курсот од каде што почнувате да ги следите модулите. Овде гледате постојат јазичиња нагоре и надолу, каде што се представени сите содржини. Ако стиснете кај било кое јазиче, например, овде во курсот има опис на проектот. Ако стиснете опис на проектот, ви почнува се од почеток. Значи, која е главната цел на проектот, кои се резултатите и така натаму. Ова што ви го зборував претходно, која е мотивацијата за проектот, курсот и така натаму. И стигнувате до прашалник пред курсот. Значи, од десната страна, ова е како навигатор, водич во целиот курс, значи тука ги имате сите модули и се движите по него. Значи, од почеток до крај, додека да се заврши курсот, значи крај е овде. Кога ќе стиснете, например, прашалник пред курсот, стиснете на прашалникот, на линкот и го пополнувате име, презиме, возраст и така натаму. Потоа продолжувате по модулите. Модул 1. Еве ова што ви го зборував претходно. Секој модул има водич за учење. Водичот е наменет да ве воведе во се она што ќе го треба да го поминете и кои се резултатите од тоа што ќе го научите. Значи, кои се целите, задачите и така натаму. Потоа, кога го завршите, кога ќе го погледнете водичот, значи ако имате информации за сето тоа и не сакате да го следите, да го читате сето ова до крај, преминувате понатаму. Одите на Next и почнува модул 1. Значи, модул 1 е првиот модул за аутизмот и тука гледате што е аутизам, аутизмот според МКБ-11, кои се симптомите, кои се нивоата и степените на поддршка и така натаму, сите тие општи информации. Понатаму, ако стиснете на Next, имате и активности. Овде, за воведниот модул, имате, например, видео, кое што е искористено од други проекти, ова видео од YouTube, нели, од други проекти, и се општи информации, например, што е тоа аутизам и видео. За сите модули имате соодветни видеа, кои што некои се креирани специјално за овој проект, наменети, некои пак се позајмени од други проекти или се земени од YouTube или од некој друг канал. Понатаму имате друга активност, например митови факти, можете да си симнете како PDF и да си го решите тестот по дома или и тука ги имате и одговорите, можете да исконтролирате дали тоа што сте го работеле на листот, ако го работите, дали е точно или не е точно и така натаму. Понатаму имате дополнителни материјали. За овој првиот модул има дополнителни видеа, например филмот за Темпл Грандин, можете After Thomas филмот да го гледате за тоа што е тоа аутизам, My Name is Khan. Значи ова се едно најпознатите филмови кои што се наменети за да се запознаат кои се лицата со аутизам, кои се децата со аутизам и каков е нивниот живот. Адам и така натаму, The Accountant, сметководител филмот и така натаму. Понатаму, кога ќе го поминете сето ова, имате квиз за самооценување. Тука, минималниот број на поени за да се помине квизот е 70% и постои можност 3 пати да се решава тестот. Ова 3 покушаи, останало од српски, ќе треба да го смениме ката. Значи имате 3 обиди и одговорот на прашањата е врзан, нели, со презентацијата која што е претходно. Сега, доколку не сте сигурни во некој одговор и така натаму, можете слободно да се вратите назад и да го побарате одговорот. Ова вака професорски се кажува, можете да препишете. Значи можете да го најдете одговор. Целта е да добиете повеќе знаење и да го научите она што на вас ви треба. Но самиот модул, самиот курс
мора да има начини на оценување на знаењето со цел да добиете сертификат на крајот. И понатаму постои евалуација на модулот. Ке кликнете овде и евалуацијата, значи модул 1, дали е добра содржината, дали текстот на материјалите се корисни и така натаму, ќе го оцените според вашето мислење. Откако ќе завршите, ќе ви светне нели во зелено, продолжувате на модул 2. Само ве молам, внимавајте при давањето на одговорите кај евалуацијата, затоа што се почнува од 0. Прв одговор е 0, целосно не се согласува. Ќе може Јасмина, да. Овде? Да, значи еве, организацијата на модулот е генерално соодветна. Број 1 вие целосно не се согласувам, а 5 е целосно се согласувам. Само на тоа внимавајте, за да не добиеме кецови. Да, затоа што како вие ќе ве оценуваме овој добиете сертификат, така и ние на крајот ќе добиеме одобрени оценки, да. Оценки. Значи целта е овој цел курс вака вие ќе го поминете секако, но ве молам да имаме исто така и забелешки доколку нешто не ви се допаѓа или сметате дека треба да е поинаку, затоа што после овој модул ќе следи уште еднаш можност да се поправат работите, да бидат што посоодветни за нас и ќе биде достапен нели онлайн и во иднина во следните 5 години ќе биде на веб страна и секој кој што ќе сака ќе може да пристапи и да си научи се она што му е нели потребно, доколку има желба и волја тоа да го направи. Па јас мислам дека тоа е тоа, нели, Кате? Да, во суштина е тоа. На крај, значи, откако ќе се поминат 8-те модули, се поминува завршната евалуација. И да, кога сите овие сега во моментот што се гледаат од десна страна кај модул 8, кај Јасмина се сиви, тоа значи дека не се поминати, кај вас треба да е се зелено. Значи во тој момент можете да кликнете на крај на курсот и таму имате еден текст. Значи кај кликнете овде да го превземете вашиот сертификат, кога ќе го кликнете, затоа што овде не можеме да ви покажеме како е, затоа што не е завршен курсот, ќе ви се директно ќе ви се аплодира вашиот сертификат во делот на мои сертификати. Да, во делот на моите сертификати со име и презиме на начин на кој што ќе го внесете. Значи внимавајте точното име и презиме да го внесете кога ќе се регистрирате на сето ова. Дали сакате на латиница, дали сакате на кирилица, како сакате, точните податоци да внесени, на крајот ќе излезе и ќе го положите, да кажеме, завршниот испит. Дали некој има прашање во врска со ова? Имаме прашање? Добро, ако нема... Не. Добро, значи ова е прва онлайн средба. Значи вашата цел, вашата задача сега е да се логирате кога можете во платформата и можете да почнете да го следите сето тоа со динамика која што вие ќе си ја одредите, може и за 2 дена да го завршите, буквално. Меѓутоа доколку има некој потреба од поддршка или има некои соодветни прашања за содржината или има некоја потреба нешто дополнително, ние секако ќе организираме втора онлайн средба, која што ќе биде на 9 декември во 19 часот. И планирано да се зборува за модул од 4, односно луѓето, нели, вие да ги поминете барем 4 модули до тој период. И третата онлайн средба е на 23 декември во 19 часот. И исто така ќе бидат модулите од 5 до 8 за оние кои што имаат прашања. Сите овие онлайн средби ќе ги снимаме и снимката ќе биде испратена до сите вас. И некој да пропушти некоја средба, онлайн средба и ова што ја пропуштиле, значи луѓето што ќе ја пропуштиле ќе можат да ја следат од утре натаму. А и во меѓувреме, доколку имате прашања, ви стоиме на располагање на мејл, значи слободно доколку било кој има од вас прашања поврзан со обуката, значи ние сме на располагање, ќе одговориме. Да. И мислам дека тоа е тоа. Ова се партнерите на проектот,
не напоменаа почеток, Фондација 1000 желја, значи Белград, Вимодо од Кипар и Аутизмо Бургос од Шпанија и нели Сина Светолка, нашата организација. Работиме веќе 2 години на сето ова и се надевам дека ќе има успешен импакт во нашето општество. Тоа е се што можеме сега за сега да направиме за да ги промениме малку работиве во однос на третманот на лицата со аутизам во држава. Дали имате некои прашања, идеи, коментари, нешто што би можело да направиме дополнително? Исто така да ви напоменам дека на неофицијално е ова, меѓутоа на 17 декември од 15 часот ќе имаме во живо средба, која што ќе се одржи во Public Room. Ќе пуштам исто така објава за сето тоа, откако ќе го договориме и таму ќе имаме презентација во живо на материјалите и разговори и дружење кој што ќе трае околу 4 часа. Значи на 17 декември, тоа е среда од 15 часот. Дали имаме некои прашања, коментари, било што? Ќе престанам да го споделам екранот. Ви благодарам на сите што се вклучивте. Имајте убава вечер и доколку имате прашања, стоиме на располагање. Поздрав на сите. Поздрав. Ви благодариме и ние. Поздрав. Благодариме